Еден од ретките бугарски политичари кој има имидж на умереност, Христо Иванов, лидерот на Демократска Бугарија, која пак беше единствената партија на последните парламентарни избори во Бугарија, со став против ветото за Македонија, за бугарската национална телевизија тврди дека премиерот Ковачевски, председателот Пендаровски, како и министрите Османи и Маричик, лажат оти се работи за нов и подобар предлог само за да го убедат народот тој да биде прифатен. Политичките елити во Скопје се обидуваат да ја сменат реториката за тоа решение, преку редактирање на некои суштествени делови како аргумент за да го убедат македонското општество дека треба да се прифати тоа што им е понудено. И тоа е правилно. Иванов, кој инаку тврди дека е македонец по мајка, а истовремено и еден од авторите на францускиот предлог, уверува дека не само што нема поразличен предлог, туку и дека ако Македонија започне преговори со Унијата, најмалку 10 години ќе биде под надзор на Бугарија и напредокот ќе зависи од исполнување на бугарските барања. Аз считам, че това решение, защото то защитава българския национален интерес. Тоа решение го заштитува бугарскиот национален интерес. Тоа решение има цел да ја заштити бугарската кауза во Македонија. Следат најмалку 10 години во кои Македонија ќе преговара со Европската унија. Ние во целиот тој процес ќе ја задржиме нашата можност да укажуваме на различниот степен на напредок со поддршка на Европската комисија и Советот на Европската унија. Во дебатата на бугарската национална телевизија се отвори и дилемата за тоа дали бугарските политичари ја изгубиле способноста за компромис, како во внатрешната, така и во надворешната политика. За разлика од Скопје, во Софија предлогот беше експресно прифатен, а и надополнет. Истовремено, Христо Иванов не е единствениот во Бугарија кој тврди дека нема ништо поразлично во францускиот предлог. Истото го потврди и министерката за надворешни работи во Бугарија Теодора Генчовска, како и француската амбасадорка во Софија.